Вчера она што ги преплави социјалните мрежи, но и медиумите е веста за младиот, како што го нарекоа дел од медиумите, штипскиот Питагора. Дамјан Давков од 8 оделение, кој лани земал прво место, победил на државно првенство во математика, но на надпревар за средношколци. Министерството за образование и наука го одби младиот Дамјан Давков да му додели награда со образложение дека не е во средно и дека според законот не може да земе награда. На бурните реакции кои се појавија во јавноста против Министерството за образование, пристигна информацијата од општина Штип дека токму општината ќе го награди младиот ученик. Токму затоа го повикавме таткото на градот, доктор Сашо Николовски. Добро утро, Николов се извинувам. Добро утро, ви благодарам што го прифативте гостувањето во утрински брифинг. Добро утро, поздрав до вас, до вашите гледачи. Секогаш е задоволство да бидам присутен на вашата емисија. Ви благодариме. Прво да поразговараме за младиот Дамјан Давков, општина Штип, како ќе му помогне и како понатаму планира да се погрижи за овој млад ученик, бидејќи се работи за еден талент кој верувам дека не би сакале да ни се одсели од државата. Општина Штип располага со голем број на вакви капацитети. Младиот Питагора или Штипскиот Питагора е само еден од неколкуте генијалци кои што живеат и творат во нашиот град. И ние како општина, без разлика Министерството, без разлика како владата ќе постапува, нормално значи мора да се почитуваат законите, ние како општина секогаш ќе се трудиме и ќе се грижиме за своите штипени. Така да во поглед на тоа за нашиот млад генијалец, кој што веќе е докажен генијалец, не е ова прва негова награда и мислам дека 2019 година има освоено уште неколку награди на математички надпревари. Општина Штип по иницијатива на градоначалникот и на советот, се уште не сме зборувале со советот, меѓутоа по законските регулативи кои што ги има општината, јас можам да си дозволам да го наградам овој наш генијалец и што е уште побитно, ние треба да направиме на стратегија во иднина, без разлика Министерството за образование, она што ќе го нуди и што ќе го дава на сите генијалци, не зборувам само за генијалците од Штип, зборувам за генијалците од сите општини во нашата Република Северна Македонија. Општина Штип во наредниот период ќе направиме една стратегија каде што ќе направиме еден фонд, ќе направиме една акција од дел од општината, дел од бизнисмените, дел од било кој што сака да учествува во тој фонд, каде што ќе направиме фонд кој што ќе ги помага, стимулира, бидејќи ваквите генијалци имаат потреба од 24 часовно работење во претходниот период пред да дојдат тие надпревари, пред да се појават на тие надпревари и ќе направиме стратегија како да ги воздигнуваме и како да ги подобруваме условите во кои што истите ќе работат. Конкретно за Дамјан Давков, слична ситуација имавме и ние во моето семејство, односно мојот брат. 2002-2003 година мислам дека беше како средношколец учествуваше на државен надпревар по информатика, каде што освои прво место, меѓутоа и законите тогаш беа такви да тоа важи само за студентите. И кога требаше да се одбере, требаше првите двајца да одат на олимпијада, информатичка олимпијада во Финска, мојот брат го зема како трет член во тимот за олимпијадата во Финска и тогаш мислам дека освои 10-то, 9-то место некаде од 1000 и неколку надпреварувачи во Финска. Меѓутоа повторно ќе кажам, законите кои што Министерството за образование ги имаше во тоа време веројатно се слични и сега, мора да се почитуваат, а општината како општина ќе си се залага за своите чеда, своите деца, своите интелектуалци, генијалци да им даде она што го заслужуваат и да им даде уште подобри услови за да напредуваат во својата активност. Велите дека младиот Давков не е единствениот генијалец од оваа општина. Што е досега направено за младите генијалци? Добиле ли било какво признание
за тоа од општината и сакам да ве прашам нешто вака искрено. Дали сметате дека треба прво да се направи една фама во јавноста за да почне државата генерално и општините и локалната и државната власт да ги третираат овие млади таленти како што доликува да бидат третирани од една држава? Па видите, оваа награда не беше инициирано од фамата што се дигна. Значи, ние како општина моравме првен да се чекаме да го видиме ставот на Министерството, бидејќи не треба да избрзуваме со реакциите, бидејќи по редослед на нештата, самото Министерство за образование го распиша тој конкурс за надпреварување. Ние го чекавме резултатот од самото Министерство, меѓутоа таа награда за овој наш гениалец секој беше предвиден. Во однос на дали давано предходно, јас сум 42-3 дена градоначалник на општина Штип, не можам да зборувам за во минатото како е работено. Можам да зборувам како ќе работиме од 2021 па натаму, односно додека јас ќе бидам градоначалник на оваа општина. И тоа ќе се почитува и тоа ќе се стимулира. Не само гениалците интелектуалци, него и спортистите кои што ние го имаме Емил Павлов кој што е светски првак во карате и европски светски првак во карате. Се надеваме дека оваа година истиот тој наш каратист ќе наредниот надпревар кој што е некаде во мај-јуни ќе освои норма за олимпијада. Па се надеваме дека годинава Штип ќе има и олимпиец во своите редови кој што ќе треба да го згрижи, да го мотивира и да го стимулира. Така да тоа е нешто што секој татко на општината би требало да се залага да го прави, бидејќи сепак ваквите наши интелектуалци, спортисти, политичари, гениалци во секој поглед, се оние кои што афирмираат општината на државно ниво, меѓутоа и на пошироко европско и светско ниво. Да, Емил Павлов имаа прилика да го слушнат нашите гледачи во понеделникот, се јави во утрински брифинг. Доктор Николов, би сакала да го искористам вашето јавување за Штипскиот Питагора, да ве прашам и за состојбата со коронавирусот во вашата општина, какви се болниците и како се однесуваат граѓаните? Значи, моментално овие 2 дена немам информација за состојбата во клиничка болница Штип на ефективното оделение, меѓутоа тоа пред 2-3 дена што се консултирав и со директорот и со началничката на ефективното оделение доктор Диана Шишкова. Моментално меѓу 30 и 35 пациенти се хоспитализирани од капацитетот од 70 болнични кревети, што е веќе да речеме една бројка која што не прави да бидеме посмирени, ради тоа што капацитетите се на пола исполнети. Во однос на бројот на прегледи е значително намален бројот на прегледи на ефективното оделение, кој што резултира и со намалените новозаразени пациенти, што ги гледаме и по статистичките податоци кои што доаѓаат секојдневно. Гледаме дека бројот на новозаразени е доста помал во однос на бројот на оздравени. И од тука доаѓа и бројката која што ја имаме на активни случаи, некаде под 130 случаи во општина Штип, што е, да речеме, во целата оваа страшна пандемија, задоволителна бројка, ќе наречем задоволителна во наводници, бидејќи ние стигнавме до некои 700-800 активни случаи на ден, кои што беа навистина загрижувачки. Тоа се должи, ќе кажам, на одговорноста, на општествената одговорност на нашите штипјани, кои што ги почитуваат мерките, задолжително сите носат маски на отворено, ја почитуваат дистанцата, ги немаме групирањата, во рестораните, баровите се почитуваат мерките по 3 до 4 на маса да седат. Така да, пак ќе кажам, се почнува и завршува со нашата општествена одговорност. Колку ние ќе се грижиме за собственото и за здравјето на нашите сограѓани, толку и резултатите ќе бидат благонаклонети према нас. И за заокружување на овој разговор, доктор Николов, ме интересира и вашиот став за вакцините кои се уште доцнат во нашата држава. Нашите соседи веќе се вакцинираат и еве ќе ви поставам едно прашање кое мене лично најмногу ме интересира, она што ги прашувам вообичаено сите доктори, а тоа е кога би имале избор како што имаат српските граѓани, државјани, која вакцина да ја примиме, која вакцина би ја примиле вие? Тоа е прашање кое што
да ви дадам одговор. Ако се прашувам јас, како доктор зборувам, значи, од сите протоколи, оние сознанија кои што ги читаме на нашите медицински форуми, уште на почетокот кој излезе првата вакцина, воопшто првата вакцина која што излезе против корона пандемија вирусот беше руската вакцина Спутник и механизмот на делувањето на руската вакцина ги задоволува моите сваќање за тоа како може еден вирус да се анулира и да се сопре неговото ширење, размножување во телото, токму тоа го прави руската вакцина. Меѓутоа, руската вакцина во тој период кога излезе немаше FDA approval сертификат кој што е задолжителен за да може да влезе на европско тло. Меѓутоа сега во комбинација, мислам дека со AstraZeneca беше тоа. Ке извинете со информациите, може би некаде грешам, бидејќи во последните 8 месеци сум повеќе во политиката, многу помалку во медицината. И мислам дека во соработка со AstraZeneca го доби тој FDA approval резултат и мислам дека е добра таа вакцина. Меѓутоа во овој момент било која вакцина да стигне во нашата држава би било во ред. Министерот Венко Филипче одлично ја води таа здравствена политика, без разлика што околните држави ги имаат вакцините, ние имаме еден ред и протокол, почитување на протокол кој што верувате дека овој човек со целиот тим околу него многу внимателно работеше и предпазливо работеше на тоа да граѓаните, самосвеста на граѓаните се водиње на ниво да можеме да на еден начин ја контролираме оваа вироза. Така да ние веќе живееме 2 месеца со присуство на британскиот на ковид мутација вирусот кој што е влезен во нашата држава некаде декември месец, тој пациент е веќе првиот пациент е веќе излечен и бројките после 2 месеци се уште се во една, да речам, нормала која што ги задоволува сега за сега барем нашите статистички сознанија за пандемијата со коронавирусот, така да не треба да форсираме форсирање на како што би правиле околните држави, бидејќи кога околните држави излегуваа со податоци за бројот на ново заразени, во нашата држава беа реалните бројки и тие бројки сега го даваат правиот резултат, бидејќи сите оние месеци кога имавме пикови на ново заразени, останатите држави некако нереално прикажуваат дека немаат раст. Тоа беше случајот и со Словенија, и со Хрватска, и со Грција. Да, но забележителен е револтот на граѓаните зашто сме единствени во регионот. Без вакцини никој не му забележува на министерот и на Министерството за работата која прават за подигнување на свеста, туку за ненабавката на вакцините во овој поран период. Што сум јас запознаен, во ковакс системот и апликација за набавка на руската и кинеската вакцина е направено уште на време, многу поназад од сега. Меѓутоа, тоа е, сепак ќе кажам, светска политика каде што ние како држава според бројот на населението, според предпоставувам, ќе кажам, пошто сепак не сум запознат со работата во Министерството за здравство, се анализира и состојбата на состојбата на терен. Ќе кажам повторно дека во нашата држава имаме една стабилна пандемија во овој момент, стабилни параметри на оваа пандемија кои што можеби се причина да вакцините се упатуваат према државите каде што имаме се уште пикови на ковид пандемијата. Таков е случајот и во Германија каде што имаме комплетен локдаун до март. Таков е случајот со Холандија каде што локдаунот од 8 февруари сега се пролонгира повторно до март. Ние кај нас во нашата држава ние немаме пикови, што е добар знак за нашиот народ и ние треба да бидеме стрпливи. Вакцината ќе стигне веројатно кога ќе стигне и да се радуваме на бројките кои што ги моментално живееме, бидејќи тоа е небитната работа. Бидејќи кога ќе стигне вакцината, самата вакцинација не значи дека ние веќе од наредниот ден готово сме имуни на вирусот и е завршена пандемијата. Тоа ќе биде процес од 6 месеци, па повторна ревакцинација, претпоставувам, зависи за кој тип на вакцина ќе биде. Така да ние треба само да ги почитуваме мерките и да оставиме Министерството за здравство да се води својата работа, бидејќи до сега одлично се водеше својата работа. Доктор Сашко Николов, градоначалник на Штип, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утренски брифинг. Ви благодарам на поканата, бидете поздравени, имате убав ден и убав викенд. Исто така.